Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив во следните 70 на минути. Жителите на Слупчане или крадат или не плаќаат електрична енергија. Тоа го има само во Македонија. Зголемен бројот на згрижувачки семејства во Битола. Пуштен во употреба ургентниот центар во клиничката болница во Тетово. Министерот за здравство меѓути без одговор зошто тоа досега не е направено. Во Берлин на светската специјална олимпијада и двајца атлетичари од Тетово. А на самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Денеска ќе зборуваме нешто за, бидејќи започнува во понеделник Петровиот пост или Духовденскиот пост. Ние ќе зборуваме нешто за покајанието, односно ќе зборуваме за тоа како е направено и создадено и каков е направен честниот крст Господов. Бидејќи сите во овој период треба да се фокусираме на Бога, треба да се фокусираме на покајанието, а без крстот, драги браќи и сестри, нема ниту покаяние, ниту спасение. Ако Христос не беше распнат и не висеше на дрво заради нас и заради нашите гревови, немаше да воскресне, а потоа и немаше да го добиеме ние вистинското спасение. Меѓутоа, дека ништо не е случајно и дека ништо не е создадено случајно од Бога, ова денеска ни го тврди, нели, нашите оци, кои што го запишале, и се вели како е направен честниот крст Господов. Се вели дека Божјата промисла е во се, драги браќи и сестри. Заради тоа што токму како е направено ова честно дрво, не говори и библискиот настан. Приказната вели за дрвото започнало уште од времето на праотецот Аврам и праведниот Лот. Подосна вели на местото каде израснало тоа дрво изграден манастир. Таму во пештера се криел праведен Лот со неговите две ќерки откако избегал од Содом. Се започнало кога Бог во лик на 3 ангели го посетил Авраам, а потоа го посетил и праведен Лот кој живеел со семејството во Содом и го предупредил да бега од градот и да не се врти назад да гледа, зашто ќе го уништи поради развратот во кој живееле жителите на Содом и Гомор. Тргнал Лот да бега со жената и ќерките и почнало врз Содом и Гомор да паѓа сулфур и оган од небото. Но иако Бог им рекол да не се завртат и да го гледаат уништувањето на градот, жена му на праведниот Лот не го извршила послушанието, се завртила и затоа и таа се скаменила. Живеел Лот само со ќерките, но нечисти мисли ги нападнале младите девојки дека ќе останат сами во пустината без пород. Намислиле и го опиле со виното таткото, извршиле родоосквернување. Не знаејќи Лот паднал во тежок грев и совеста го измачувала. Отишол
и се му раскажал на неговиот роднина праотецот Авраам и побарал совет како Бог да му ги прости и специјално да му го прости тој грев. Авраам тогаш му дал, вели, 3 суви дрва, кои при посетата на Бог во лик на 3 ангели ги оставил на одење, а Сара, жената Аврамова, сакала да ги фрли во оган, но тие никако не горели. И му рекол Авраам на Лот да ги посади и да ги полева секој ден со вода во реката Јордан, и ако израснат и процветаат, значи дека Бог му простил. Лот ги посадил и секој ден одел до Јордан да донесе вода за полевање, иако било далеко, тој неуморно одел. На секое враќање го пресретнувал ѓаволот, преправен како сиромашен човек или стара жена, и барал вода. Лот се сожалувал и му давал од водата, а тој не малку, туку целата ја испивал. Тогаш Лот се растажувал, бидејќи само еднаш успеал да го полее дрвото. Но му се јавил ангел Господов и го утешил, велејќи му: на Бога му е мило што си милостив и се сожалуваш на сиромашни и стари и им даваш од водата, затоа дрвцата ќе се развијат и не само што ти ќе се спасиш, туку од тоа дрво ќе се спасат многу луѓе. Дрвцата се развиле, израснале и се споиле во едно стебло и прераснало во еден нов, непознат вид. Едно стеблото, а гранките на 3 различни дрвја: бор, кедар и чемпрес. Подоцна дрвото било пресечено кога се градел Соломоновиот храм, за да се употреби во изградбата, но таму по Божја промисла тоа дрво не се уклопило во ниедна мера, со што и да пробале не се сечело никако. Го нарекле клето дрво и им служело како клупа на работниците и не било употребено во изградбата. Кога се исполнило времето, тоа дрво, кое го сметале за клето дрво, е направен животворниот крст на кој бил распнат Господ Исус Христос. Гледате, драги браќи и сестри, како Господ Бог и неговата промисла Божја била уште од Стариот Завет да припремаат дрво во кој што ќе биде распнат нашиот Спасител. По тој повод, драги браќи и сестри, така и ние секогаш како христијани да се потсетуваме на ова честно дрво. Да се потсетуваме на покајанието, да се потсетуваме на молитвата, да се потсетуваме на Бога. Заради тоа што токму преку честното дрво и крстот ние можеме да го изразиме кон Бога нашето покаяние, нашата милост и милостивост. И како христијани секогаш треба да бидеме такви за ние да се поучуваме од дрвото на нашиот Спасител. А од дрвото, преку дрвото ние го добивме и спасението, и сите ние како такви треба да веруваме дека ова и за Бога е се можно. Значи, уште на времето на Авраам, тој го припремал дрвото, нели, за нашиот Спасител Господ Исус Христос. Помислете, која е тајната на вечното спасение на човекот. И да ни го даде тоа дрво, тој крст, како христијани, да можеме да се молиме на Бога, да го носиме на нас за оттргање на демонот и за наше смирение и спасение. Нека ни е честит и благословен почетокот на Петров денскиот пост, кој започнува во понеделник и трае се до 11, односно 12 јули, на Петров ден. Нека Господ Бог ни дава повеќе молитва, разум, смирение, да можеме сите едни со други да се поучуваме, да се слушаме, да се сакаме, да се помагаме и како такви да го наследиме Царството Божјо и вечниот живот. Повелете и утре
драги браќа и сестри, на света божествена литургија, каде ќе ја прославиме втората недела од и по Петдесетница, во кој што ќе го прочитаме Евангелието како Господ Бог ги повикал светите апостоли да го проповедаат Евангелието по светот. Од обични рибари стана најголемите проповедници и учители на целиот свет. Како што спомнав за крстот дека за Бога се е можно, така и овој пример ни покажува дека навистина за Бога се е возможно. Господ не избра учители, професори од тогашните видни школи, туку избра прости рибари кои што секогаш на свој начин и со Божја помош ја победија светската мудрост и филозофија. Нека Бог, драги браќа и сестри, не умудрува да бидеме и ние пример како светите апостоли и секогаш да го проповедаме неуморно Словото Господово сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Kade moito libe, da li misli pak na mene? Ja za nego samo vena i za nego jaske umram. Samo vena i za nego jaske umram. Koleniće ja spred nego i solzi na očite. Kaži verno libe, kogo ljubiš osven mene. Kaži verno libe,
Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Македонија. Македонија. Жителите на Кумановското село Слупчане се подготвени да го платат долгот кон Евана, но не сакаат да плаќаат камата на каматата, вели председателот на местната заедница Слупчане, Селадин Шаини, во изјава на ТВ Ньюз. Екипите на Евана и понатаму не можат да работаат на реконструкција и модернизација на дистрибутивната мрежа, затоа што локалните жители ги блокираат влезовите на селото и не им дозволуваат да влезат. Председателот на местната заедница Слупчане Шаини вели дека досегашните ветувања дадени на селаните од Евана не били исполнети, што било дополнителна причина за револтот. Слупчанци на протестот побараа однапред да се направат инвестиции на мрежата, да се намали цената на струјомерите и да им се прости долгот на социјално загрозените семејства. Тие велат дека блокадите ќе продолжат и во наредните денови. Процентот на наплата на потрошената електрична енергија во ова село е многу мал, а и масовно се краде струја. Годишно 80% од потрошената струја се краде, а само третина од 20% од фактурираната електрична енергија се наплаќа. Тешко мина мојата младост, докторе, што заљубив убава мома. Се љубевме 3 години, докторе, легна мома се разболе. Se ljube
doktore, mnogo zlato će te daruvam, ako ne ja izlečiš doktore, ja ne ja legnam, ako ne ja izlečiš doktore, ja ne ja legnam. Grobo da ni posadite, bela roza, crven trendafil, i na kameno da ni napišete, ljubov tuka počeva. Ljubov tuka počeva. Условна осуда добија обвинетите директори Флорин Бесими и Артан Етеми за кривично дело тешки дела против општата сигурност, додека правното лице јавната здравствена установа клиничка болница беше прогласена за виновна за делото предизвикување општа опасност во судскиот процес по пожарот во модуларната болница во Тетово во 2021 година, кога животите ги загубија 14 луѓе. Судот одлучи да има ослободителна пресуда за доктор Бобан Вучевски и клиничката болница за делото непостапување по здравствени прописи. Според пресудата на обвинетите Флорин Бесими и Артан Етеми им се утврдува казна затвор од по 1 година и 6 месеци. Им се изрекува условна осуда и утврдената казна затвор нема да се изврши доколку обвинетите, секој за себе во време од 3 години, не сторат ново кривично дело. Правното лице се осудува со парична казна во висина од 1 милион денари, која треба да се плати 30 дена по правосилноста на пресудата. Судијата Јордан Велковски образложи дека пресудата е донесена врз основа на извршени докази на главната расправа и фактите кои произлегуваат од тие докази. Тој потенцираше дека обвинетите не се обвинети за предизвикување на пожарот, а според него обвинителниот предлог со ниту едно дејствие не ги обвинува обвинетите дека тие придонеле за пожарот. Единствено за што се обвинети е за непоставување на противпожарни апарати. Според судијата за обвинетиот доктор Бобан Вучевски, обвинителството надвор од разумно сомневање не докажало дека го сторил кривичното дело. Болницата е ослободена затоа што дејствието е поврзано со дејствието на одговорните лица и не може посебно болницата да се осуди. По завршување на судењето, доктор Бобан Вучевски изрази благодарност за поддршката на граѓаните кои пред секое рочиште имаа мирни протести. Голема благодарност до сите роднини и пријатели кои целиот процес беа со мене и не дозволија да останам сам. Благодарност до адвокатскиот тим кој ме поддржуваше и ми даде сила да можеме да го спроведеме овој процес како што треба. Благодарност за правдата што излезе дека јас како доктор сум бил со вас и се уште повеќе ќе бидам со вас, изјави Бобан Вучевски.
Министерот за здравство Фатмир Меджити и директорите на клиничката болница во Тетово Плумп Вела и Блери Османи пресекоа црвена лента со цел на свечен начин да го означат почетокот на работа на ургентниот центар. Овој ургентен центар ќе биде место за третман на итни случаи кои досега се третирале во амбулантите на интерното и хируршкото оделение. Се пушта во употреба нов ургентен центар каде што ќе се врши триажа, а дополнително ќе го растовари интерното оделение каде што сега докторите ќе можат да се фокусираат на хоспитализираните пациенти. Ургентниот центар опфаќа соба за интензивна нега, просторија за ЕКГ и ехо, за мали хируршки интервенции и слично. Отворењето на овој центар ќе значи издигнување на нивото на пружање здравствена заштита за граѓаните на Тетово и регионот. Во моментов се прават напори за обезбедување и зајакнување на дополнителна медицинска опрема, а паралелно работиме и на континуирано зајакнување и на кадарот со цел за поголема ефикасност. Планираме и дополнителна едукација на медицинскиот кадар по европски стандарди, рече министерот Фатмир Меджити. Директорот на клиничката болница Плумп Вела рече дека станува реалност еден голем сон за отворање на ургентен центар во клиничката болница во Тетово. Со отворање на овој ургентен центар многу ќе се подобри работата на другите оделенија што беа пренатрупани со пациенти и има зголемен број на истите. Целта е да доаѓаат тука ќе има 2 до 3 доктори и 2 до 3 медицински сестри, болничари и техничари. Цела една екипа. И во интернистичкиот дел ќе имаме лекари и во хируршкиот блок, а евентуално ако има потреба за операција, тоа ќе се одвива во хируршкиот блок. Ова ќе биде единствено за итни случаи, истакна Вела. На новинарско прашање зошто сега почнува да работи објектот како ургентен центар со оглед дека дел од просториите веќе неколку години се користат за други намени, двајцата соговорници немаа конкретен одговор. Не сакам да се занимавам со минатото, јас сум за сегашноста и иднината, затоа сме тука. За 100 наши дена работите се движат кон напред и здравството оди кон подобро и во тоа нема да имаме компромис со никој, верувајте. Ова е наша здравствена битка и ние ќе излеземе како победници од ова со цел пациентите да добијат подобра здравствена услуга, а здравствените работници да имаат услови во 21. век да работаат како луѓе, рече министерот Меджити. Da ti kupam danes na pazar, koga krstot ke go frlat, da ja oblečeš. Majka da se čudi, tatko da se luti, koga jaskevi ropnam na vrata. Glaske puštam, kolku da me slušnat, dobar den da je večna slavata. Nemoj da se praviš, neka ne znaš, a ne srce to me tera da vi dojdam nekane. Ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo riza odmeri.
se kova da ti povraćam, dal od zvezdi da go pravam, sve do Vodici. Grlo da ti krasi, duša da ti gali, Boga ti slatko vreme poslužiš. Majka ti da gleda, tatko ti da svati, deka ja varam rakata. Nemoj da se praviš, deka ne me znaješ, a ne srce to me tera da vi dojdam nekanet. Mera ko te golem, toj son ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo jedan od meni. Vidi, a ne moja samo jedan od meni. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Pesno moja, ti si
da se čuje. Ej, na daleku, kadeni svetot ti ne odvede. Ej, pesno moja, pesno ubava, ej, pesno moja, duša otvaraš. Ej, srećna sum ti i blagodarna, i kje te pejam, duri sum živa jas. Ej, pesno moja, pesno ubava, ej, pesno moja, duša otvaraš. Ej, srećna sum ti i blagodarna, i kje te pejam, duri sum živa jas. Ej, pesno moja, pesno ubava, ej, pesno moja, duša otvaraš. Ej, srećna sum ti i blagodarna, i kje te pejam, duri sum živa jas. Ej, pesno moja, pesno ubava, ej, pesno moja, duša otvaraš. Ej, srećna sum ti i blagodarna, i kje te pejam, duri sum živa jas. Како резултат на активностите на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства Битола за промоција и популаризирање на згрижувањето, вклучувајќи ја и минатогодишната кампања Подај рака и промени живот, стани згрижувач, бројот на згрижувачки семејства во регионот е зголемен, а во Битола истиот е дуплиран од 3 на 6. Представниците на згрижувачките семејства имаа средба со градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, со кој разговараа за моменталните потреби и предизвици со кои се соочуваат децата кои се сместени во згрижувачки семејства, меѓу кои потребата за образовни асистенти за децата кои се соочуваат со одредена попреченост, како и овозможување дом за лицата по излегување од згрижувачките семејства. Градоначалникот Коњановски нагласи дека локалната самоуправа е отворена за соработка и во рамките на својата надлежност настојува да излезе во пресрет на барањата на овие граѓани. Згрижувањето во семејство опфаќа основна заштита и 24-часовна грижа за децата и возрастните лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопственото семејство. Згрижувањето може да се обезбеди како општо, специјализирано, роднинско, интервентно или повремено згрижување. Сместувањето на децата во згрижувачко семејство е најсоодветен облик за заштита на децата, бидејќи се овозможува нивен правилен психосоцијален развој во услови најблиски до биолошкото семејство. Овој облик на заштита на децата постои долг временски период во државата и постојано се развива и унапредува. Постапката за станување на згрижувачко семејство започнува со поднесување на барање до местно надлежниот Центар за социјална работа во општината во која живее идниот згрижувач, каде се приложува законски пропишана документација. За сите информации во врска со згрижувањето, сите заинтересирани лица можат да ја посетат веб страната zgrižuvanje.gov.mk.
Хармоника и гитара, дајте една песна стара, се дозори да се пее. Па да дојде друштво старо, да налее чаши вино, љубов да се разлее. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша е највесела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Згодни македонки моми да заиграт, да запеат, душа да развеселат. Срце сака да е живо, само така му е фино, спомени да живеат. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша е највесела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша е највесела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Планинари од клубовите Аргентус Мод и X20 извршија поправка на вратата на планинарската кула на Тито Врв. Поради деформираниот дел на рамката на вратата, досега било тешко отворањето и затворањето, особено во зимските месеци. Извршено е санирање на деформираната лајсна, која била оштетена од претходни насилни отворања на вратата на планинарската кула на Тито Врв и во иднина лесно ќе се отвора и затвора со рајбер. Апелираме посетителите да не ја оставаат отворена вратата и внимателно да ја отвораат и затвораат, информира Зија Јонузовски од планинарскиот клуб Аргентус Монто Тетово.
Планинарите имале 7 килограми опрема и алат што ги носеле до Титоврв, зашто велат дека било потешко од самото поправање на вратата. За кулата, според планинарите, особено е важно да биде затворена вратата, особено во зимските месеци, за да не влегува снег и за да може да се користи од посетителите. Во декември 2022 година Аргентус Монт Тетово информираше дека се оштетени поголем дел од прозорците на кулата на Титоврв, поради што овој објект на 2747 метри надморска височина, наменета за засолнување на планинарите, од тогаш не е безбеден за престој во внатрешноста. Веќе неколку години наназад планинарите на Аргентус Монт, носејќи материјали на раце, работаат на обнова на кулата. Во период од 5 години тие ставија врата, прозорци, обнова на ѕидовите и внатрешноста, поставија инвентар и многу други работи со цел да биде безбедна и пријатна за престој дури и во најлоши временски услови. Što leči tažni duši, mleko što solzi suši. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji denot si go vrvi so pesna, koji tata si go vrvi veko. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji denot si go vrvi so pesna.
Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Село излегло, жени, мажи, стари, млади, подморчански печалбари. Од Канада, Европа, Австралија, Америка, срца пеат, играат, радосно се веселат. Подморчански средеби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени. Подморчански средеби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени. Големо, од прво до пето, подморчанско колено. Од Канада, Европа, Австралија, Америка, срца пеат, играат, радосно се веселат. Подморчански средеби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени. Подморчански средеби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени. Подморчански средеби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени. Подморчански средеби, срца будат спомени, да се вечни наши подморчански корени.
Пред самиот крај да проследиме и една вест од спортот. Атлетскиот селектор Ифрем Љута и надпреварувачот Агрон Хайредини ќе го представуваат тетово во групата спортисти од Македонија кои ќе учествуваат на светските олимписки игри за лица со попреченост, што ќе се одржат во Берлин, Германија помеѓу 15 и 26 јуни. Селекторот Љута покрај Агрон Хайредини на игрите ќе се надпреварува и со атлетичарката Јулијана Петровска од Скопје. Од февруари интензивно се подготвуваме. Ние со тоа што сме го работеле досега сме задоволни. Се надеваме на успех и се надеваме дека ќе добиеме и медали како и минатата специјална олимпијада кога освоивме 4. Се надевам дека ќе немаме повреди. Тренираме контролирано и предпазливо. Агрон и Јулијана ќе настапуваат на трката спринт на 50 метри и скок во далечина, информираше Ифрем Љута. Покрај атлетичари на специјалната олимпијада, Македонија ќе ја представуваат и екипи во кошарка во женска конкуренција и бакбинтон и поединечни пливачи. Овој инклузивен спорт и се одржува еднаш во 4 години, бидејќи во Берлин почнува олимпијадата на 15 и ќе одиме на 12 јуни, за да имаме 3 дена за аклиматизација, информира селекторот на атлетичарите. Ифрем Љута како атлетичар надпреварувач има настапувано за атлетскиот клуб Љуботено Тетово и атлетскиот клуб Работнички од Скопје. Како тренер 10 години работел во атлетскиот клуб Студенти, а сега во атлетскиот клуб Шкендија од Тетово. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. За крај, во катчето за најмладите, да ја проследиме приказната 101 далматинец од Доди Смит. Ви посакувам пријатен ден. 101 далматинец. Доди Смит. Здраво, се викам Понго. Приказнава започнува еден убав пролетен ден. Роџер, мојот газда, беше зафатен со обидите да напише песна. Тој е музичар и практично е влюбен во својата работа. Размислував за тоа дека животот би ни бил многу поинтересен кога би имале друштво. Затоа гледав низ прозорецот барајки добра прилика. Впрочем, барав 2 прилики. Една за Роџер и една за мене. Токму тогаш видов прекрасна далматинка. Незината газдарица беше многу убава. Совршено, решив јас. Ми беше потребно многу време да го оттргнам Роџер од неговата работа, но на крајот го убедив да одиме на прошетка. Ги здогледав веднаш штом влеговме во паркот. Далматинката се викаше Пердита. Прекрасна беше. Но, како и секогаш, Роџер размислуваше за нешто сосема друго. Неа ни забележа газдарицата на Пердита, госпогицата Анита. Овие човечки суштества понекогаш навистина ме загрижуваат. Се сетив. Им ги заврзав нозете со мојот ремен, така што тие се залепија еден со друг. Тоа им помогна да се забележат. Јупи! Исто така тоа ми помогна Пердита да ме забележи мене. По извесно време Роџер ја побара Анита за жена, а јас Пердита. Венчавката беше прекрасна. Потоа нашата куќа стана рај за кучиња и за луѓе. Бевме уште посреќни кога откривме дека Пердита е скотна. Кога дојде големиот ден и кога ги видов тие 15 мали бели топчиња од крзно, бев најгордиот татко во околината. Но за жал, мораше да се појави Круела и да го уништи мирот. Чув дека Пердита и Понго имаат 15 кутриња, рече Круела, вадејќи ги чековите и пенкалото. Колку пари сакаш за нив? Анита се обиде да биде љубезна, зашто ја знаеше Круела уште од училиште. Но без разлика на тоа колку пари и нудеше Круела, Роџер беше решителен и велеше: кучињата не се за продавање. Круела беше толку бесна што излета од куќата заканувајќи им се на сите. Имав чувство дека тоа представува неволја. Во наредните неколку недели кутрињата многу брзо растеа. Беа многу интересни. Обожуваа да гледаат телевизија. Нивен херој беше кучето Гром. Кога на екранот ќе се појавија лошите момчиња, кутрињата почнуваа да лаат на нив и да ржат. Една вечер ние четворица излеговме да се прошетаме.
Ги оставивме кутрињата со дадилката, која всушност не чуваше сите нас. Таа само што ги беше ставила кутрињата да нанаат кога некој задзвоне на вратата. Тоа беа две сомнителни момчиња кои рекоа дека се од електростопанство. Дадилката се посомнева, но тие ја туркаа насилно. Каде ќе одите? Во плач запраша таа. Се обидуваше да ги запре, но безуспешно. Набргу се досети зошто дошле. Поради кутрињата. Кога стасавме дома, корпата во која спиеа кутрињата беше празна. Роџер веднаш се јави во полициската станица. Ни ги украдоа нашите 15 далматинци, им рече тој. Не знам кој би можел да биде, но ве молам најдете ги. Јас и Пердита не можевме да чекаме полицијата да го реши проблемот. Решивме да ја земеме работата во своји раце. Следната вечер почнав да завивам за да ги известам другите за киднапирањето. Сигурен сум дека никој во градот не спиеше. Финтата ми успеа. Кучињата од градот први ја слушнаа веста. Тие со својот лаеж ги известија кучето Жолтко и гуската Луси, кои живееа на село. Што е? Што се случило? Праша Луси. Украдени се 15 кутриња, одговори Жолтко. Треба веста да ја пренесеме до поручникот, англискиот овчар. Поручникот и неговиот другар, мачарот Мацко, се фрлија на работа. Ми текнува, му рече Мацко на поручникот, дека пред 2 ноќи слушнав како лаат кутрињата во фармата на Круела. Тоа место со години беше напуштено. Нешто чудно се случува таму. Ајде да видиме, рече поручникот. Тие забележаа знаци на живот на фармата. Поручникот го испрати Мацко да види одблизу. И имаше што да види. Двајца опасни мажи кои ги викаа Хораци и Госпер гледаа телевизија. Околу нив беа кутрињата. Мацко му се приближи на една од кутрињата и му шепна. Ти ли си една од 15-те украдени кутриња? Вкупно сме 99, му одговори кутрето. За тоа време поручникот ја прошири веста дека кутрињата се најдени. Јас и Пердита секако веднаш тргнавме да ги спасиме. Кога ја виде Круела како зборува со Хораци и Гаспер, Мацко знаеше дека не смееме да губиме време. Таа планираше да направи бунди од кутрињата. Немам време за расправија, врескаше таа. Сакам работата со кутрињава уште вечерва да биде завршена. Ќе го направиме тоа кога ќе заврши емисијата, му рече Гаспер на Хораци откако Круела замина. Бргу, им шепна Мацко на кутрињата, следете ме, но бидете тивки, морам веднаш да ве изведам од тука. Кутрињата се исплашија, но направија како што им беше речено. Мацко ги одведе до дупката на ѕидот во дневната соба. Токму кога го турна низ дупката последното кутре, Хораци и Гаспер забележаа дека ги нема кученцата. Гаспер ја зеде машата од каминот, а Хораци ја дигна скршената нога од столот, не баре палка. Тогаш почнаа да го проверуваат секој агол од фармата. Мацко на брзина ги скри кутренцата под скалите. Тивко, им шепна мачарот, но токму тогаш батериската ламба го осветли местото каде тие се крие. Во тој момент стасавме јас и Пердита и ги слушнавме Хораци и Гаспер како вреват. Побрзај, нешто се случува, реков јас. Влеговме низ прозорецот. Почнавме да ржиме и тргнавме да си ги спасиме децата. Јас го зграпчив Гаспер за нога и го турнав на земја, а Пердита го нападна Хораци. Во меѓувреме, Мацко успеа да ги извлече кутрињата надвор од фармата на сигурно. Поручникот ги чекаше и ги одведе на својата фарма. Набргу бевме заедно со своите деца. Планиравме да се одмориме малку на фармата на поручникот, но кога се појавија Хораци и Гаспер, моравме да тргнеме понатаму. Времето стануваше се полошо и полошо, па на кутрињата им беше тешко да одат под длабокиот снег. За среќа, повторно добивме помош од нашите пријатели. Коли, кој живееше на околната фарма, излезе и тргна пред нас. За малку ќе изгубевме надеж, рече тој. Имаме место каде да се одморите на една фарма на другата страна од улицата. Може да си се одморите и утре рано наутро да го продолжите патот. Фала му на Бога, реков јас. 3 крави не наблюдуваа додека Пердита ги внесуваше кутрињата во шталата.
кутрите малечки, рече принцезата. Сосема се изморени и измрзнати. Мамо, гладно су, рече едно кутре. Сакаш ли топло млеко? Праша принцезата. Кутрињата почнаа да пијат колку што можат, а потоа заспа. Следното утро взори повторно тргнавме. Лабрадор ретриверот не чекаше во соседното село. Тој исто така ни најде место да се одмориме и ни објасни дека ни обезбедил превоз во задниот дел од едно комби. Токму тогаш ја видовме Круела, која кружеше по селото и не бараше. Со неа беа и Хораци и Гаспер, кои го пребаруваа секој аго. Леле Понго, ми рече Пердита, како ќе влеземе во комбито без да не видат? Тогаш на ум ми падна една идеја. Ке се извалкаме со јаглен, и одговори. Таа сака далматинци, а не лабрадори. Набргу сите бевме црни од глава до опаш. Пердита и лабрадорот ја водеа првата група кутриња кон комбито, додека пред нив стоеа Хораци и Гаспер. Види Гаспер, му рече Хораци додека кутрињата поминуваа покрај нив. Мислиш дека кутрињава се маскирале? Идиот еден, се смееше Гаспер. Кучињата не се бојосуваат во црно. Кучињата се некаде во селово, врескаше Круела. Бргу најдете ги. Последната група речиси успеа да стаса до комбито, кога кап, кап, снегулките почнаа да паѓаат врз кучињата. Снегот почна бргу да се топи, да се појавија мали бели дамки. Бели дамки на црно куче, секако. По нив, почна да вреска Круела. Сите почнавме да трчаме. Токму кога го кренав последното кутре, забрамче моторот, па сите бевме на пат кон Лондон. Ке ве фатам јас вас, вресна Круела нагазувајќи го квачилото за газ. Таа се тркаше со комбито и се обидуваше да не тргнат од патот. Ние цивкавме од страф и сакавме возачот да вози што е можно побргу. Тогаш го здогледав синиот камион на Гаспер и Хораци, кој одеше од спротива. Тие одеа кон нас, сакајќи да не пресретнат, но во тој момент се судрија со колата на Круела. Трес! Круела, Хораци и Гаспер излетаа и паднаа во снегот. Повеќе не можеа никому да наштетат. По кратко време, во куќата во Лондон, дадилката слушна оддалечен лаеш. Лаењето стануваше се погласно и погласно. Одеднаш се отвори влезната врата од куќата и цел куп црни кучиња влезе внатре. Едно од големите кучиња искокна на Анитав скут и се обиде да ја лижне по лицето. Тоа е Пердита, рече таа со солзи. И сите останати кучиња. Потоа повторно погледна. Ги има околу 100. 101 заедно со Пердита и Понго, рече Роџер броејќи. Каква фамилија! Сите беа воодушевени, дури и дадилката која имаше многу работа, зашто не чистеше. Што ќе правиме со нив? Праша Анита. Ќе ги чуваме, одговори Роџер. Ќе купиме голема фарма на село и ќе живееме таму. Ќе биде тоа плантажа. Плантажа на далматинци. Роџер беше толку многу среќен, што веднаш седна на клавирот, а ние се собравме околу него. Среќни што сме повторно дома. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.